Добро вечер, Македонија, добро вечер, гостиварчани. Посебно задоволство ми е да се обратам од гостивар, затоа што после овој емотивен настап на сите говорници, почнувајќи од господинот Огненовски, нашиот председател, и сите други кои кажува, значи навистина не можам нешто посебно да додадам кое го пропуштија во своите говори. Јас би сакал да ви кажам една моја лична емотивна приказна. Тука се и некои мои роднини, братучет, внук, знаат многу добро дека јас како дете сум пораснал во Гостивар и во Скопје. Во Скопје живеев, во Гостивар доаѓав кај баба ми и дедо ми, затоа што татко ми е од Гостивар. И неизмерно среќен се осеќав кога шетав по паркот, чувствував една сплотеност, кога ќе отидев на дедо ми да му однесам во чајджилницата спроти пазарот тутун, ќе ме пратеше баба ми, јас чувствував една сплотеност меѓу луѓето. Значи, апсолутно никаква разлика не се правеше, дали биле турци, дали биле македонци, албанци, еден град кој цветаше, буквално едно мало градче тогаш беше, сега е веќе голем град и почнува да наликува на другите градови кои ја губат својата хуманост. Значи не наликуваат на градови, туку наликуваат на некои футуристички општества каде што никој со никого не комуницира. Меѓутоа, денеска кога прошетавме со неколку луѓе, еден професор кој ми е другар од Скопје и со кој соработуваме, вика, што мораш оде, ја вика со политика не се бавам. Види, викам, не сме ние, ти многу добро знаеш дека ние се бавиме со други работи. Да, ве пратам, уметници сте, духовност и така натаму. Значи, ние се бавиме сега со партија Демократи и Фронтот за спас на Македонија, затоа што не можеме веќе да преќутуваме, да молчиме, да се криеме, да се плашиме, затоа што дојде црвената линија која е одамна веќе помината. На жалост, тоа што го зборува во тето дека големите сили, Европа, Соединетите Американски држави, дека нема веќе да ги толерираат овие криминали, затоа што гледаат дека овде нема сила, нема начин како да се спроведе, бидејќи грешката е во самиот систем, изборниот систем. И тоа се потврди со извештајот на Европската комисија. Тоа се потврди со поддршката на секретарот за надворешни работи на Соединетите Американски држави, кој дојде, рече, јас сум дојден овде да го поддржам ОПСЕ, меѓутоа сум дојден и да поддржам Македонија, затоа што Македонија ни е стратегиски партнер. Драги мои, дали знаете што значи една супер сила? Да дојде во една земја каде што криминалци ја имаат заробено и официјално им кажаа неколку пати, амбасадори, пратеници, делегации. Значи, не може вака понатаму да продолжите. Само формално ги тапшаат за да не настане немири, затоа што ако народот дојде до буквално да нема што да јаде, а веќе е дојден до таа ситуација, голем број од граѓаните се дојдени до таа ситуација, тогаш веќе нема да има зборови, тогаш веќе ќе проработи нешто друго. И тогаш ќе има револуција. А за да нема револуција треба да има фронт за спас на Македонија и сите интелигентни, способни луѓе да се примират. Не заради демократи само. Демократи и господинот Јорго Огненовски како светски докажан спортист, економист, бизнисмен, глумец и така натаму, он кога видел како се после 35 години како се живее во Македонија, рекол, ова не можам да го поднесам, ова мора да се смени. Да нема никаква потреба и повеќето од нас немаме никаква потреба да се бавиме со политика. Зашто? Затоа што политика во денешно време значи, за пари, за криминал, за... Не. Тоа е тоа што сакаме да го смениме.
Затоа што ако остане така, можеме да кажеме дека ова е пиратско гнездо. Тогаш во пиратско гнездо се знае како се добиваат работите. Работите се добиваат со сила. Со сила не сакаме да добиеме ништо, сакаме да допреме до свеста на граѓаните. Значи секој човек, ако тргне од себе и се запраша себе си, дали јас подобро живеам сега, откако 32 години не лажат СДСМ, па ДПМН, па ДУИ, со оружје дојде на власт и не излезе 22 години од власт. Па сега почнува да кажуваат директиви некои на емисиите кои ги гледам. Не гледам многу телевизија, меѓутоа некои дебатни емисии, го гледав и господинот Мицковски, да ги слушате. Па тоа е мед и млеко. Мислам, све има, меѓутоа никој не споменува дека изборниот закон е тотално погрешен. Господинот Мицковски кажува во Федеративна Република Германија, во Германија, скратено ќе кажам, во Германија, неколку пати во интервјуто кажува Германија. Чекај, значи Германија каков изборен систем има? А ако има ваков изборен систем, тогаш таа федерална држава ќе се распаднеше одамна. Зашто напредува економијата, зашто напредува културата, зашто напредува се? И во најтешките времиња Германија обстанува и е се уште локомотива на Европската Унија. Често пати ја спомнувам Холандија. Холандија е 1/3 поголема од нас по површина и 7-8 пати повеќе жители живеат, најгусто населена, значи има земјоделие која храни пола Европа. Има 200 пати поголем буџет од Македонија. Па тоа не може никој мене да ми го објасни, затоа што и таму сум живеел и овде имам искуство, познавам доволно луѓе, знам дека и нашите луѓе се и текако барани во западните држави. Зашто? Затоа што имаат и знаење, имаат и морал, кога треба да дисциплина да почитуваат дисциплина. Значи, зашто ние да не можеме да се организираме? Затоа што една група на луѓе ја заробиле државата. Тоа се званични извештаи од званични институции, дека Македонија има заробена држава и хибриден систем. Хибриден систем, што значи тоа? Тоа значи дека нема систем. Тоа значи нема правец, нема патокас, нема компас. Таа црвена линија ја поминавме и сега веќе е последен апел, зборувам последен демократи што се обраќаат на граѓаните, последен апел, сите што се чувствуваат запоставени, изневерени, излажани, на некој начин онеправдени, да се приклучат на фронтот за спас на Македонија. Затоа што следна шанса, јас мислам дека нема да имаме. Македонија да е вечна, добродојдени сте сите во фронтот за спас на Македонија.